Добре дојдовте во ново уштедно 30-минутно урбано дружење. Како и секогаш, така и овој пат одбравме содржини кои ќе бидат доволно корисни и практични за вас, а што поточно овој пат подготвивме за вас, дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан блог зборуваме за тоа како да го забрзате вашиот метаболизам по 40-та година, како да се справите со микростресот и зошто монотаскинг е нешто што вашиот мозок го сака. Останете тука, по рекламите почнува новиот Урбан блог. Секој од нас потребно е соодветно да се грижи за своето здравје доколку сака да има здрав и квалитетен живот. А како да го забрзате вашиот метаболизам по 40-тите години, ви откриваме во следните неколку минути. Многумина тврдат дека по 40-та година метаболизмот дополнително се забавува. Бавниот метаболизам е една од првите причини што го отежнуваат слабењето. Иако постојат многу начини за забрзување на метаболизмот, од кои многу чинат многу малку, сепак можеме самите да направиме нешто околу тоа. Како што нашите тела стареат, така престануваат да работат ефикасно како порано. Околу 40-та година, нашата мускулна маса почнува природно да опаѓа, а односот на телесните масти и мускулите се зголемува. Бидејќи мускулната маса помага да се одреди метаболичната стапка на телото, ова намалување на мускулите значи дека нашите тела почнуваат да согоруваат помалку калории во мирување, намалувајќи ја стапката на метаболизмот. Метаболизам е термин кој се користи за хемиските реакции во нашите тела кои не одржуваат во живот. Метаболизмот ја обезбедува енергијата потребна за основните функции, како што се дишењето и варењето. Нашиот метаболизам е силата во нашето тело кое мистериозно одлучува дали храната што ја јадеме ќе се претвори во излив на енергија или во вишок килограми на вагата. Кога зборуваме за метаболизмот во контекст на нашата тежина, ние всушност го опишуваме нашиот базален метаболизам. Бројот на калории што телото ги согорува во мирување, одредено тоа колку мускули и масноти има. Влегувањето во 40-тите означува нова фаза од животот за многумина и тоа не мора да биде лоша работа. Во овој период имаме поголема самодоверба, постабилни сме и свесни за себе и сопственото тело. Сепак, еден од предизвиците што се јавува во овој период е бавниот метаболизам. Она што порано беше лесно, одржување здрава телесна тежина или забрзување на варењето, сега можеби бара повеќе внимание. Но добрата вест е дека метаболизмот може да се забрза. Потребно е само да се воведат неколку промислени промени во вашиот дневен ритам. Еве како да го зајакнете метаболизмот во 40-тите и да се чувствувате добро во сопствената кожа. Наместо рестриктивни диети и строги режими на исхрана, кои само дополнително го забавуваат организмот, во овој период поважно е да се фокусираме на квалитетна и разновидна исхрана. Протеините од јајца, риба, мешунки и млечни производи помагаат во градење на мускулите и промовираат термички ефект на храната. Телото троши повеќе енергија за да ги свари. Влакната од зеленчукот, интегралните житарки и овошјето помагаат да бидете сити, а здравите масти од авокадото, јаткастите плодови и маслиновото масло го поддржуваат хормоналниот баланс. Во никој случај не треба да ги прескокнете оброците, особено појадокот, бидејќи го започнува метаболизмот и дава енергија за цел ден. Физичката активност е клучна. Со возраста доаѓа до природно губење на мускулната маса, а малкумина знаат дека токму мускулите се одговорни за поголема потрошувачка на калории. Затоа физичката активност е најважниот сојузник за побрз метаболизам во 40-тите. Тренинзите за сила, пилатес и јога не само што ги зачувуваат мускулите, туку и го активираат метаболизмот. Додека брзите прошетки или пливањето придонесуваат за издржливост и енергија. Редовното движење му помага на телото да остане во движење и го спречува забавувањето кое често доаѓа со возраста. На метаболизмот не влијае само храната, туку и начинот на кој живееме. Недостатокот на сон ги нарушува хормоните кои го регулираат гладот и ситоста, што може да доведе до прејадување, а со тоа и складирање на месноти во пределот на стомакот. Запомнете, 8 часа квалитетен сон му помага на телото да се регенерира и одржува рамнотежа. Хидратацијата е уште еден важен фактор. Доволно вода во текот на денот, како и зелен чај или кафе без шеќер, во умерени количини, може малку да го забрзаат согорувањето на калориите. И последно, но не и најмалку важно,
Тука е добро познатиот стрес. Сите веќе знаеме дека хроничниот стрес го зголемува нивото на кортизол, хормон кој го успорува метаболизмот и промовира талошење на маснотии во пределот на стомакот. Затоа, техниките за релаксација, прошетките во природа или медитација се исто толку важни како и правилната исхрана. Метаболизмот во 40-тите не мора да значи тромост и замор. Со соодветна грижа за телото, доволно сон, врамнотежена исхрана и физичка активност, можно е да ги вратите леснотијата и енергијата што можеби мислевте дека сте ги изгубиле. Тајната не е во екстремни диети, туку во постојаноста и разбирањето на сопствениот ритам. Секоја година може да донесе нова сила, само ако ја прифатите со грижа и љубов кон себе. Живееме во навистина брзо и стресно време и честопати ни се случува за некоја мала работа да се извадиме од контрола. Тој така наречениот микрострес, а што представува тој и како да се справите со него, ви откриваме во следните неколку минути. Дали понекогаш се наоѓате целосно извлечени од шините на ситниците? Истурате пијалок на вашата омилена кошула и наеднаш чувствувате како срцето ви чука и вашата глава како да ќе експлодира. Но не, претерувате и не сте единствени. Она што ви се случува е микрострес. Мал, невидлив предизвикувач кој често не го регистрирате и кој може сериозно да го оштети вашето ментално здравје. Што е микрострес? Микронапаѓачите, како што сугерира нивното име, се мали и невидливи, изгледаат безопасни. Но токму тоа го прави микростресот толку подмолен. Поединечно, стресните фактори изгледаат толерантни, но тие се акумулираат со текот на времето и можат да предизвикаат бранови ефекти кои траат со часови или денови. Микростресот не остава драматични траги, малку не изфрла од рамнотежа, често незабележително, но доволно за да остави последици врз нашето расположение, фокус, па дури и здравје. Тоа се оние моменти кога колегата не го завршува својот дел од работата, па мора да преземете одговорност и да се вклучите, иако тоа ви ги нарушува плановите. Или кога шефот ги менува целите на проектот во последен момент, предизвикувајќи сите ваши претходни напори да пропаднат. Некогаш е и разочарување кое доаѓа од блиска личност, недоразбирање кое накратко ви го комплицира животот. Во оваа група спаѓаат и сите оние кафиња или вечери со пријатели кои сте ги пропуштиле поради деловни или други обврски. Дури и малите работи, како лошиот интернет за време на важен состанок, се микростресови. Стрес напроти микрострес. Како се разликуваат? Стресот е голем, видлив, очигледен. Речиси секој може да го препознае затоа што произлегува од универзално препознатливи предизвици или неуспеси. Може би имате партнер кој премногу бара или компанија која отпушта. Дали неодамна станавте родители или дознавте дека страдате од нешто. И може би се борите со движењето, постојано помагајќи им на постарите родители или поднесувате напорно двочасовно патување до работа секој ден. Во секој случај, изворите на стрес се препознатливи за секого. Ние ги признаваме и почитуваме. Спротивно на тоа, микростресот е помалку очигледен. Тоа е предизвикано од тешките моменти што ги регистрираме само како уште една мала пречка на патот, ако воопшто и ги забележиме. Микростресовите не погодија толку брзо, а ние сме толку навикнати на нив, што едноставно ги надминуваме ситуациите. Тие често изгледаат минливи, лесно решливи или премногу беззначајни за да не наштетат повеќе од неколку секунди. Дури и кога ги забележуваме, ретко размислуваме за нивното влијание врз нашиот живот. А за работите да бидат уште потешки, микростресот често го предизвикуваат луѓе кои ни се најблиски. Например, микростресот предизвикува чувство дека треба да заштитите член на тимот кој не добива кредит за својата работа. Или кога ќе истурите кафе врз вашата бела кошула пред важен состанок. Како микростресот влијае на нашето ментално здравје? Кога микростресот се повторува секој ден, нашиот мозок останува во состојба на блага, но постојана анксиозност. Овој хроничен притисок може да ја наруши нашата способност да се опуштиме, да се концентрираме и да донесеме добри одлуки. Со текот на времето, микростресот може да предизвика пад на енергија и мотивација, бидејќи нашите внатрешни резерви постојано се трошат на решавање на мали проблеми. Зголемена анксиозност, бидејќи постои чувство дека никогаш нема доволно време или дека се зависи од нас.
губење на емоционалната отпорност, што значи дека и најмалата нова нервоза може да изгледа како последната капка. Проблеми со спиењето, бидејќи не сме свесни што точно не мачи, но чувствуваме внатрешен немир. Повлекување од социјалните односи, бидејќи се чувствуваме преоптоварени и ја губиме нашата способност за вистинска поврзаност. Микростресот е подмолен токму затоа што изгледа неважен. Тој не доаѓа во форма на голема криза, туку низ низа мали секојдневни ситуации кои нежно, но упорно не изфрлаат од рамнотежа. Токму затоа, борбата против микростресот не започнува со големи резови и драстични промени, туку со мали поместувања во секојдневниот живот и пред се со свесност. Првиот чекор е да научите да го препознаете. Тоа значи да застанеме и да забележиме што не иритира, оптоварува и исцрпува, дури и ако се чини дека е премногу мало за да заслужи внимание. Дали е тоа некој соработник кој постојано доцни со своите задачи, пораките на кои чувствувате притисок веднаш да одговорите, чувство дека сте достапни на сите освен себе си, или тивката вина дека ги пропуштате работите што ви исполнуваат. Кога знаете што конкретно ве стресува, можете полесно да реагирате. Денешното издание ќе го заокружиме со една многу специфична, но интересна тема. Монотаскинг, што представува ви откриваме во прилогот кој следува во продолжение. Дали никогаш сте се нашле себе си како скролате низ телефонот додека гледате ТВ шоу и истовремено разговарате со некого? Или може би се обидувате да завршите некој проект на работа додека сте на состанок на Zoom и одговарате на текст, а да не зборуваме за ручек во лед. Пораснавме со пораки дека мултитаскингот е многу важен за да бидеме употребливи и продуктивни. Но дали е тоа навистина најдобриот начин? Психолозите тврдат дека не е. Иако живееме во свет каде мултитаскингот е охрабрен, а понекогаш и неопходен, фокусирањето на една работа има своји придобивки, вклучувајќи зголемена концентрација и намален стрес. Затоа време е да го воведете монотаскинг, метод на организација што е едноставно најдобар за вашиот мозок и вашето ментално здравје. Што е монотаскинг? Моно значи едно. Значи, еднократна задача буквално значи да се прави само една работа во едно време. Звучи едноставно, но еднократното извршување на задачите е повеќе од само префрлање на ставките од списокот со задачи, туку враќање на контролата врз нашето фрагментирано внимание. Тоа е нашиот природен начин на работа. И додека монотаскингот е она што нашиот мозок го предпочита, мултитаскингот е термин измислен за компјутерите, а не за луѓето. Во 1960-тите, кога бил измислен, терминот опишувал компјутери кои извршуваат повеќе задачи во исто време, а потоа прераснал во културен феномен. Зошто треба да вежбате монотаскинг? Ние обработуваме огромна количина на информации преку училиште, работа, социјални медиуми, вести и личен живот. Медиумското мултитаскинг особено е вообичаено кај сите возрастни групи, не само кај децата и младите. Ова може да доведе до когнитивно преоптоварување, што може да предизвика ментална магла, слаба меморија и исцрпеност. Иако стресот предизвикан од мултитаскинг се уште не е доволно истражен, во 2023 година беше спроведена првата сеопфатна студија за реакциите на човековото тело на мултитаскинг и прекини во работата под контролирани услови. Резултатите сугерираат дека можеме до одреден степен да се прилагодиме на стресот од мултитаскинг, но хроничниот стрес останува и може да има штетни последици. Затоа, логичен избор е монотаскинг, начин за ослободување од стресот на мозокот. Но за нас, возрастните во ерата на мултитаскинг, тоа е полесно да се каже отколку да се направи. Треба полека да ја градиме таа вештина. Сите ние сме родени големи монозадачи. Децата природно можат да бидат присутни и фокусирани на една работа во исто време. Обновувањето на таа способност на почетокот може да изгледа чудно, но ако започнете со обични активности, полесно ќе се фокусирате на потешките задачи. Можете да тренирате монозадачи преку основни активности, како читање, одење, слушање, спиење, јадење, учење, предавање, создавање и слично. Во крајна линија е да се фокусирате само на една работа, што значи да го спуштите телефонот. Затоа, вклучите го телефонот на режим не вознемирувај и испробајте ги овие активности за еднократна задача. 10-20 минути пешачење,
Не слушајте музика или подкасти, не шетајте го вашето куче, не фотографирајте. Само почувствувајте го вашето тело додека одите, дишете и слушајте ги природните звуци околу вас. Можеби ќе ви биде здодевно и тоа е во ред. Вие градите мускули со еднократна задача. Внимателно јадење. Направете пауза за оброк без никакво одвлекување. Уживајте во храната, џвакајте полека и почувствувајте го секоја залче. Наблюдувајте една работа. Одвојте 15 минути за да наблюдувате зајди сонце или изгреј сонце, облак, дрво или уметничко дело. Вистинското внимание на деталите. Активностите како сложувалки, книги за боење или домашни работи како миење садови или преклопување алишта се исто така одлични за практикување на еднократни задачи. Веќе и официјално ни пристигна есента, а ова е одличен период од годината за да направите некое кратко патување и да посетите некоја дестинација која навистина изгледа волшебно дури и во есен. Уште едно прекрасно место кое е извонредно за прошетка, особено во есенскиот период, е убавата Норвешка. Норвешка се наоѓа во западниот дел на Скандинавија, во северна Европа. Дивото крајбрежје полно со фјордови и лјадници острови е долго 2500 километри. Норвешка е без сомнеш едно од најпрекрасните места на земјата. Таа е дом на повеќе природни чуда од што можеме да изброиме. Има прекрасни градови, фасцинантна историја и многу среќни луѓе. Навистина, е едно од најсреќните места на земјата. Брегот на Норвешка е избразден со тесни морски заливи, кои се нарекуваат фјордови. Тие представуваат природни пристаништа заштитени од невремиња. Иако се наоѓа на северниот дел од континентот, приморската Норвешка има прилично блага клима благодарение на голфската струја. Фјордовите и даваат неверојатен и неповторлив колорит на оваа скандинавска земја. Патувањата по фјордовите со водопади и мали рибарски села е најубавото нешто кое можете да го доживеете тука. Илјадници чисти и природни езера даваат неверојатна можност за риболов, во еден од најпрекрасните предели на континентот. Токму затоа, од 4,3 милиони жители во Норвешка, само 50% живеат во големите градови. Норвешка е многу богата со природни богатства, како нафта, природен газ, риба, шуми и минерали. Огромните резерви на нафта и природен газ што биле пронајдени во 1960-тите, придонеле за уште поголем развој на економијата. Норвешка ги има едни од највисоките стандарди на живење во светот, како резултат на огромните природни богатства во однос на незината популација. Територијата на Норвешка се наоѓа во насока на југозапад и североисток. Големата бреговна линија се граничи со Северниот леден океан. Таму се наоѓаат и познатите фјордови. По незиниот брег се наоѓаат околу 50.000 мали острови на простор од околу 2500 километри. Незината копнена граница со Шведска, Русија и Финска е 2542 километри вкупно. На запад Норвешка граничи со Норвешкото море и со Северното море. На плоштина Норвешка е поголема од Германија, но е малку населена. Поголемиот дел од незината територија е опфатен со планини со најразлични форми. На планините исто така има голем број на водопади. Дојдете тука за да ги видите неверојатните пейзажи. Најтопла сезона е последните 2 летни месеци. Раните докази за модерното скијање биле пронајдени токму во Норвешка. Зборот ски всушност потекнува од стариот норвешки јазик и значи тенко парче дрво. Норвежаните имаат посебен закон кој дозволува буквално се. Интересно, зар не? Овој закон буквално се преведува во права за сите луѓе. Таа е слобода да се скита насекаде и да се има пристап до секоја патека преку некултивирана земја. Ова значи дека можете да подигнете шатор или да шетате буквално секаде, каде што никој не живее и нема ниту нива. Исто така, берењето на диви овошки е дозволено насекаде.
Овој закон е супер, бидејќи има многу неверојатни места кои треба да се видат во Норвешка, а многу малку граници кои ве спречуваат да стигнете таму. И урбаните населби се полни со природа. Главен град на Норвешка е Осло, која е модерна престолнина во која живеат околу 1 милион жители. Тоа е културен и политички центар на земјата и еден од најубавите градови во Северна Европа. Градот е основан од страна на викинзите во 9 век, а својот најголем развој го доживува во 18 век. Тој се наоѓа на истоимениот фјорд, а со фреквентни ферибродски линии е одлично поврзан со Данска. Ошумените ридови над градот и големиот дел на зелен простор во Осло прават да заборавите на џунглата од бетон и другите главни градови. Има толку прекрасни архитектури низ овој град, од кои ќе заборавите на времето и ќе посакате вашето патување таму да трае цела вечност. Низ малите и интересни улички на Осло ќе наидете на преубави куќи со прекрасни и уредени цветни градини. Иако Финска има повеќе од 60.000 езера, Норвешка и овде ја надминува. Во оваа земја има повеќе од 100.000 езера, кои се навистина прекрасни. Интересно е што има безброј мали рибарски колиби, каде што посетителите и љубителите на риболовот може да преноќат и да уживаат во своето хоби. Во Норвешка постои 24 часа видливо сонце. Се појавува за време на летото во Северна Норвешка токму над Арктичкиот круг. Не само што полноќното сонце е прекрасна гледка, тоа им дозволува на норвежаните екстра часови за риболов, прошетка со чамец, качување и истражување. Доколку некогаш патувате во оваа земја, не пропуштајте да ги посетите замокот Акершус, Националниот музеј на Норвешка, градската куќа во која се доделуваат Нобеловите награди, кралската палата во која живее норвешката кралска фамилија, паркот Вигаланд и музеот на викиншките бродови. После сите овие убави и интересни работи, немојте воопшто да се двоумите и веднаш ставете Норвешка на вашата листа на дестинации за патување, која изгледа прекрасно и во овој период од годината. Верувајте, доколку еднаш го посетите ова магично место на земјата, веќе нема да посакате ниту една друга дестинација. Тоа беше се за денешното дружење во нашите 30 урбани минути. Се гледаме повторно следната недела во меѓувреме, доколку не пропуштивте или пак можеби сакате да се потсетите на нешто, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Се гледаме повторно следната недела, до тогаш не заборавајте да бидете урбани.